Сега повторно е време за гости. Искра веќе го пречека нашиот втор гостин Никола Тосковски, студент на Факултетот за земјоделски науки и храна. Добре дојде за Никола. Искра, јас пред неколку дена имав студент од Филолошкиот факултет и додека го слушав и заедно со Слободанка констатиравме дека ако се вакви барем половина од нашите студенти, ние сме среќна нација. Имаме иднина, значи. Така е. Да. Сега да не му направи трема на Никола, да се докажуваме од она што... Јас верувам дека Никола уште повеќе ќе ги надмине моите очекувања. Така. Да, ова утро ќе се обидеме малку да внурнеме во она што го нуди Факултетот за земјоделски науки и храна, можности, насоки, програми и секако перспективи. А во тоа ќе ни помогне Никола Тосковски, кој што е сега веќе дипломиран земјоделски инженер. Добро утро, Никола. Добро утро, почитувани Искра. Добро утро, почитувани гледачи. Ви благодарам за поканата да гостувам на вашата Алфа телевизија. Јас вака би започнала, Никола, малку да те доближиме до гледачите. Кој е Никола? Никола Тосковски е дипломиран земјоделски инженер и студент на втор циклус мастер студии на Факултетот за земјоделски науки и храна при Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје на насоката лозарство и винарство. Ќе се обидам малку да те навратам кога беше матурант, они на кои што најмногу им собраќаме денес, прочем, нели, со ова твое гостување. Кои беа твоите размислувања тогаш, дилеми, трилеми што си ги имал, кон што да се насочиш во животот? Па, моите дилеми не беа многу големи. Можам да кажам дека бев решителен и одлучен и ќе ви кажам и зошто. Потекнувам од крај каде што се одгледува јаболкото. Ресен, да. Од Ресен, да. Тоа е место каде што има идеална клима и местоположба за одгледување јаболка. Па така по традиција моето семејство долги години одгледува јаболка, односно повеќе овошни култури. И тоа значи дека јас од мал сум бил инволвиран цело време во земјоделието. И не донесе ниту едно јаболче денес, како рано уште, да. Мислам, од претходната реколта се строши, а новите се во процес, така да ќе донесам следниот пат, се надевам. И тоа фактички мене ме инволвираше во земјоделието уште од мали нозе, но како да кажам, моите интереси за проблемите, тематиките, процедурите, процесите во земјоделието од секогаш беа на високо ниво и сакав да се изградам професионално на тоа поле, па затоа се запишав на Факултетот за земјоделски науки и храна во Скопје. А што знаеше, еве да речеме денес ќе имаат можност матурантите од тебе, од прва рака да слушнат за факултетот. Ти тогаш што знаеше за факултетот? Што очекуваше? Па имав познавања, бидејќи блискиот круг на фамилија исто има дипломирано во Факултетот за земјоделски науки и храна, но следев, пратев, сега веќе е модерно време, знаете, сите се следат Инстаграм, Фејсбук страници, промоции, така, исто така имаше промоција од факултетот во нашето средно училиште Цар Самуил во Ресен, каде што завршив образование средно. Имаше промоција, група на професори, демонстратори, асистенти од факултетот, па една добра промоција, но сепак ќе кажам, тоа што бев одлучен од порано, тоа ме натера да се запишам на факултет. А како ти беше во прво време, со оглед на тоа што си од Ресен, сепак го напушташ твоето место, како се прилагоди на Скопје? Па, да кажам, лесно. Добро бев прифатен во средината. За жал, јас дојдов во Скопје да живеам во периодот на корона, пандемијата. И првата година немав многу контакт со колеги, професори, асистенти и се. Но после таа година, кога веќе заврши за среќа пандемијата, бев многу лесно и добро прифатен од средината и околината. Добро, штом си сега веќе на магистерски студии, тоа значи дека не си се покајал во ниту еден момент за твојот избор. Никогаш. Ајде малку да внурнеме на вашиот факултет. Како изгледа еден типичен ден на земјоделскиот факултет? Па, еден обичен ден на Факултетот за земјоделски науки и храна изгледа многу интересно. Затоа што можеби бројот на студенти не е голем, но
тие студенти што сме таму сме вплотени и издружени на многу добар начин. И знаете зошто сте таму, што знаеме сакате? зошто сме таму, го споделуваме секое искуство едни со други, секое знаење, делиме совети едни на други и сакам да кажам дека просторот измеѓу предавањата, вежбите и полагањата го поминуваме најчесто заедно. Баш убаво. Еден ден на факултетот за земјоделски науки и храна изгледа одлично. Кои се насоките таму и какви знаења се стекнуваат преку тие насоки? Насоките на факултетот за земјоделски науки и храна се многу бројни. Во споредба со некои факултети се многу бројни. Тоа се, ќе ги набројам, овоштарство, лозарство и винарство како една насока, квалитет и безбедност на храна, заштита на растенија, односно фитомедицина, агроекономика, агроекологија, поледелство, хортикултура, цвеќарство и градинарство, анимално производство и дигитално земјоделство. Па на вистина, Да, многу бројни, широк спектар, да. Знаењата кои се стекнуваат преку овие насоки се исто од многу широк спектар, но што би издвоил како најглавно е тоа што еден дипломиран, да речем, земјоделски инженер се стекнува со знаење за непречено земјоделско производство, за континуирано и квалитетно земјоделско производство. Исто така нас не учат професорите и асистентите на факултет да воочиме проблеми во земјоделието и да можеме да најдеме решение за истите проблеми. Да, значи спектарот на знаења Сами е да дојдете голем. до решението, Да. не некој друг веќе да ви го даде. Да, со текот на стварувањето на искуство, да. Предпоставувам дека со оглед на карактерот на факултетот дека практичната настава е многу важна. Без неа веројатно ништо не би направиле. Па Како се одвива да. таа? Практичната настава на факултетот за земјоделски науки и храна е исто така на високо ниво. Можам слободно да кажам дека најголем дел од знаењето кое сум го стекнал во текот на студирањето на додипломски, па и сега на постдипломски, дека е стекнато со помош на практичната настава, која што, ајде да доловам полесно до гледачите и до вас, најчесто ја извршуваме на опитното поле на факултетот за земјоделски науки и храна, по винари, фарми, земјоделски аптеки, задруги и такви некои институции. Тоа редовно се врши, Редовно, така? да. Имаме исто така и летна платена пракса, која ни овозможува факултетот, бидејќи нашиот факултет има подпишани меморандуми за соработка со многу компании во државата. И таму фактички не препорачува за да извршуваме летна пракса. Јас имам такво искуство и навистина беше прекрасно. Траеше еден месец, платено солидно и таму фактички сакам да кажам дека сватив што значи одговорност, што значи да имаш работна задача и каква придобивка имаш од сето тоа. Односно дека се стекнуваш со многу знаење и искуство кое сигурно помага во понатамошниот живот. Се калите на некој начин и после така, тоа се се калиме. печени готови веќе. Па да. Оно што ме интересира е колку студентите преку факултетот успеваат да бидат во чекор со најновите технологии. Нешто прочитав, постоеле агродронови, па паметно земјоделство, него што има паметни телефони, паметни куќи и такво, претпоставувам, паметното земјоделство. Колку успевате да го држите тој чекор со најновите технологии? Нашиот факултет секогаш е во чекор со новите технологии, со тоа како што спомнавте агродронови и различни сензори за помош при земјоделското работење. И можам да кажам дека во добар континуитет.
А колку е, да речеме, овие млади генерации кои што нели сега допрва доаѓаат, помагаат во модернизација на нашето земјоделство? Има. Придонесат Моментално во нашиот факултет има студенти кои се трудат да придонесат, да прикажат некои своји идеи, иновации и има, сепак има. Сега, веројатно секој еден кога се запишува на факултет покрај желбите, нели љубов, тако нешто, сепак размислуваат за тоа какви можности понатаму перспективи нуди, односно можност за работа. Какви се тие можности? Можностите за вработување на еден дипломиран земјоделски инженер се многу големи. Слободно можам да кажам дека се многу големи, затоа што Македонија е држава во која успеваат и се одгледуваат многу земјоделски култури. Тоа значи дека се произведува многу храна. Секаде каде што се произведува храна е потребно да има земјоделски инженер. Производството на храна во нашата држава Македонија е од приватниот сектор, познато ви е. И пак тука ќе спомнам дека факултетот помага со своите подпишани меморандуми за соработка со компаниите на своите алумни студенти. Поточно своите алумни студенти ги препорачува во компаниите, односно секој според насоката која ја завршил, ги препорачува и им помага едноставно да побрзо да стигнат до вработување во приватниот сектор. Еден дипломиран земјоделски инженер може да се вработи во државните институции, како што се државните земјоделски инспекторати, подрачните земјоделски единици, Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство. Исто така еден земјоделски инженер може да работи како професор во средните училишта или пак научно да се изгради и да предава во земјоделските факултети, земјоделските институти. Секогаш постои можноста за еден земјоделски инженер да се оствари како консултант во одредени компании, како што се фарми, винари, земјоделски аптеки. Кога сме кај земјоделските аптеки, би спомнал дека секој земјоделски инженер може да е вработен во земјоделска аптека, може и да си основа своја земјоделска аптека и е водич на работата во аптеката. Бидејќи една земјоделска аптека не може да функционира без земјоделски инженер. Тој таму се грижи за заштитата на растенијата и животните, за исхраната на растенијата и животните, од кои понатака се произведува храна, вино или тутун и така натаму. Би сакала малку да те прашам и за твојата насока, што ти ја одбра, тоа е лозарство и винарство. Да. Зошто се одлучи токму за ова насока и пошто таа се разликува од останатите? Пошто е специфична? Па, јас се одлучив бидејќи тоа ме привлекуваше најмногу, беше најинтересни процесите кои ги учев таму. Можам да кажам дека е поразлична од другите бидејќи захтева своји процедури и процеси кои се сепак различни од другите смерови, како што се од овоштарството до лозарството имаме разлика. Па таа е некоја разлика. Ајде сега малку да те подиспрашам како дипломиран инженер. Веќе апсолутно дека имаш знаење да прокоментираш на таа тема. Како би го оценил, на кој ниво е земјоделството во Македонија и кога би имал можност еден ден, кои промени би ги направил било во земјоделската политика, било во образованието? Па земјоделството би го оценил ајде на солидно ниво, но секогаш може подобро. Нешто што би променил, јас би се трудел да го решам проблемот затоа што сме увозно зависна држава од храна. Односно да се потрудиме заедно да оствариме да може да се произведува повеќе храна тука Со сопствени сили. Со сопствени сили и да нема потреба од извоз, односно да се троши во нашата држава Македонија. Да не зависиме од Да не никого, зависиме од никого. Да се потрудиме на тоа поле да напредуваме и да
тоа може да го успееме сепак со помош од државата, да се остане континуитетот на субвенционирање во земјоделските подрачја и што е можно повеќе и подобро да имам поддршка од државата и што е најбитно според мене, потребна е повеќе едукација кај земјоделците поединци и земјоделските задруги и групи. Многу подобра и поквалитетна и повеќе едукација. Ајде вака, пред би завршила со тоа кои совети би им ги дал на матурантите, на оние кои што се наоѓаат сега на тој крстопат каде да продолжат. Сакам малку за предизвиците. Кои се предизвиците да се биде еден студент? Дали има повеќе позитивни страни или има нешто на кое што можеби би требало да се подготват? Па секој предизвик носи своји одговорности и своји придобивки, секако, но јас би препорачал само храброст на секого и се е успешно. Се е успешно кога храброста е во нас. Добро, да закружиме со тоа што би им кажал на оние кои што размислуваат. Па јас би... Што треба да поседува еден, да речеме, иден студент на земјоделскиот факултет? За да знаат дали се за таму или не. Дух на самодоверба, дух на волја за работа, според мене. Јас би препорачал на што повеќе матуранти да се запишат на факултетот за земјоделски науки и храна во Скопје, затоа што навистина е еден добар факултет и нуди квалитетни програми кои се спроведени од високо квалификувани професори кои на еден начин со врвни едукативни методики пренесуваат своите искуства и знаења на нас студентите. И би препорачал затоа што нашиот факултет е еден од факултетите кои се како да речем, студентите се стипендирани од повеќе извори, односно од изворите на универзитетот во соработка со Министерството за образование и наука. Стипендирани студенти имаме со помош на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, стипендирани од компании, така да во тој поглед навистина е привлечен факултет. Факултетот наш има соработка со многу меѓународни програми за соработка, односно за размена на студенти во странство, како што се Erasmus Plus и CEPUS. И би препорачал затоа што сме факултет кој студентите ги сплотува и ги обединува меѓу себе во сите активности. И можам да кажам дека на факултетот за земјоделски науки и храна имаме фантастична дружба, која секоја година ја кронисуваме со по некоја награда или медал. Оваа година и секоја година се организира, се организираше веќе агрономијада. Може да сте слушнале, тоа е настан, односно манифестација каде што се собираат земјоделски факултети од регионов, па има научни надпревари, спортски надпревари. Секоја година, како и ова, се враќаме со медали, трофеи и дипломи. Така да има многу убави работи на нашиот факултет и би препорачал секој матурант кој размислува, да не размислува, туку да се одлучи да се запише на факултетот за земјоделски науки и храна во Скопје. Одлично, Никола, многу ти благодарам и со многу љубов зборуваш за факултетот, веројатно затоа си одлучил уште да си го продолжиш престојот таму. Ти посакувам и многу успех со твоите магистарски студии. Па кога ќе завршиш и нив, повторно ќе ни дојдеш овде. Ви благодарам за поканата. Одлични сте. Поздрав за сите гледачи, поздрав за Алфа телевизија. Ти благодарам, Никола.